У името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Февруари 20. 2022 година. Парабола за непослушниот или блудниот син. Господ Исус Христос кажа неколку параболи кои покажа дека Господ со радост и љубов го прима секој човек кој ќе се покае за направените гревови, секој искрен покајник и грешник. Еве една од нив. Во Евангелието според Лука, глава 15, запишана е параболата или приказната што ја кажал Господ Исус Христос, а каде главна тема и во прв план е покајанието. И тоа не формалното покаяние, туку вистинско и искрено. За да биде појасно и поразбирливо за слушателите, Господ Христос земал пример од секојдневниот живот. Опишал еден настан кој се случува и денес. Еве зашто зборува. Тој вели, еден човек имаше двајца синови. Еден помладиот му рече на татка си: "Татко, дај ми го делот од имотот што ми припаѓа." Таткото го послуша и им го подели имотот на двајцата. По неколку дена помладиот го продаде, ги зеде парите со себе и замина во далечна земја, трошејќи ги во развратен живот. За кратко време потроши се, а освен тоа голем глад фати во таа земја, па беше многу страден. Затоа отиде кај еден човек и се помоли да му ги чува свињите. Во сите маки ќе беше задоволен ако му дадеа од храната што им остануваше на свињите, но и тоа го немаше. Едно време дојде при себе и помисли на татка си, кој има големо богатство, и си рече во себе: "Колку слуги имаат кај татко ми јадење во изобилие, а јас овде страдам, гладен, ќе станам, ќе отидам кај татко ми и ќе му речам: Татко, сгрешив против небото и пред тебе, и не сум достоен да се наречам твој син, но прими ме како еден од твоите најмали слуги." Така и направи, и отиде, се врати кај татка си. Кога таткото го виде оддалеку, многу се израдува. Истрча, го заграли и го избаци. Синот му рече: "Татко, сгрешив против небото и пред тебе, и не сум достоен да се наречам твој син." Но таткото им рече на слугите: "Донесете бргу најубава облека и облечете го. Ставете му прстен на раката и обувки на нозете, па донесете го најугоеното теле и заколете го, за да се веселиме. Оти овој мој син мртов беше и оживе, изгубен беше и се најде." Постариот син кој беше на нива, кога се врати, се приближи до куќата и слушна музика и пеење, играње. Повика еден од слугите и го праша: "Што се случува тоа?" Слугата му одговори: "Твојот брат, кој беше изгубен, си дојде и татко ти го закла најугоеното теле, бидејќи го виде здрав и жив." Тогаш постариот син се налути и не сакаше да влезе. Таткото излезе и го замоли. Тој му одговори на татка си: "Јас толку години ти служам и никогаш не нарушив ниту една твоја заповед, и ти никогаш не ми даде ниту едно јаре да се развеселам со пријателите. За овој твој син кој го потроши целиот твој имот, живеејќи развратно, го закла и најугоеното теле." Таткото му одговори: "Синко, ти си секогаш со мене и се што е моје е твое. Развесели се за твојот брат,
koji beše umren i ožive, izguben beše i se najde. Ova sporedba ili nastan, tatko to go predstavува Бога, а непослушниот син, покајните грешници. Сличен на непослушниот син е и секој човек кој во душата го отфрлил Бога и продолжува со свое волие и грешен живот. Преку гревовите тој уништува душата и сите дарови Божји, како животот, здравјето, силата, способноста, кои ни се дадени од Бога. Кога грешникот ќе се поврати кон себе и ќе принесе кон Бога искрено покаяние со милост и надеж во неговата благост, тогаш Бог, како семилостив татко, се радува со ангелите за враќањето на грешникот, простувајќи му ги сите гревови, враќајќи му ги сите дарови и милост како никогаш да не му биле одземени. Преку приказната за непослушниот син, Спасителот ги учи сите христијани и денеска дека најпрво треба со целата своја душа да бараат покаяние од секого и да се радуваат за враќањето на секој грешник, не завидувајќи на Божјата љубов што им се дава, но оние кои се враќаат кон Бога од претходниот неморален и развратен живот. Како да ја чуваме душевната чистота? Еден црковен писател запишал ваков настан. Тој вели: еден човек престојувал во некој хотел. Едно утро стана и гледа надвор низ прозорецот. Целиот град му изгледаше грд, одвратен и еднообразен. Кога се појави сончевата светлина, малку ја ослободи тагата. Тој беше депресиран и жалостен. Малку подоцна, кога излезе надвор од хотелот, веднаш се смени целата слика. Времето беше светло, а денот прекрасен. Воздухот беше чист и ладен, па така градот доби поинаков изглед. Денот помина, откако се врати во хотелската соба, примети дека прозорецот беше нечист и извалкан, па затоа надвор му изгледаше дека е се мрачно, еднообразно и одвратно. Што сака со ова да ни каже? Пораката негова е следна. Одржува ја душевната светлина и чистота, оти таа е прозорецот преку кој можеш да го видиш надворешниот свет. Како ги гледаш луѓето преку прозорецот на собствената затемнета предрасуда, на завист или суета? Ако душата ни е затемнета со нечисти и депресивни мисли, тогаш мислиме дека сите луѓе се како нас. Но тоа не е така. Работата е во тоа што ние ги гледаме луѓето не такви какво што се тие на вистина, туку онакви како што ние ги замислуваме во нашите уништени мисли, во нашата нечиста и затемнета душа и во нашите омразени мисли. Херакле вели: очите и ушите се лоши сведоци за оние луѓе кои имаат варварска душа. Затоа ќе речеме дека голема е разликата кога ги наблюдуваме луѓето преку прозорецот на собствената душа, кој е претходно очистен преку покаяние и исполнет со љубов Христова. Тогаш во секој човек ќе ја видиме сликата. Ќе ја видиме сликата Божја, ќе го видиме Бога и ќе ги видиме луѓето не како што ние мислиме дека се тие, туку онакви како што се тие на вистина. Затоа ќе речеме преку покајанието не само што се ослободуваме од личните гревови, туку внесуваме ведрина и позитивна енергија во себе, го отклонуваме гневот од себе, ја отфрламе омразата, се ослободуваме од голем психички терет
i širiме насекаде околу нас милост и љубов Христова. Ете затоа покаянието е од голема важност за секој човек, особено за нас христијаните во деновите на Великденскиот пост. Пошто не е само воздражување, постот не е само воздражување од одредена храна, туку и зацврстување на верата во Бога преку искрена љубов кон луѓето, секој човек треба да го прифатиме како Божјо создание и ние немаме право некого да мразиме или да не го сакаме. Не е правилно кога некои луѓе велат јас верувам во Бога, јас сакам црквата, ама некои луѓе не можам да ги прифатам и не сакам да бидам во нивна близина. Да го започнеме постот со душевна чистота и искрена љубов и покаяние. Амин.